Добре дојдовте во бизнис вестите на Слободен печат. Јас сум Весна Дамчевска, а денешниот мој соговорник е економскиот аналитичар Абил Бауш. Добре дојдовте, Бауш. Благодарам за поканата, задоволство секогаш. Веќе сме при крајот на втората недела откако почнаа воените интервенции во Иран и со тоа се создаде едно ново геополитичко жариште кое што веднаш имаше силен импулс врз економијата и тој бран веднаш дојде кај нас. Јас ќе почнам прво, потоа малку ќе анализираме состојбата, меѓутоа ќе почнам прво со едно директно прашање. Дали во вакви услови, кога имаме големи флуктуации на цената на нафтата, кога веќе цените во маркетите почнуваат да се качуваат, дали владата веднаш треба да преземе некои мерки? Владата треба да биде предводник на стратешки политики пред време. Не да се очекува да влеземе ние во кризи и потоа да почнеме да направиме некои одредени не знам мерки направени. Кога веќе ќе се направи кризата, би требало да имаме некоја добра инфраструктура изградена, на која што ударот би бил малце по благ, да го речеме така во наводници. Но што е тука е, ние сме мала држава, мора и тоа да признаеме, ние многу сме чувствителни на секој да речеме глобален феномен кој се случува овие последните, да речеме последната декада, од кој што сме сведоци дека се случува од кризата, нели, со хипотекарните кредити во САД, па до ковид кризата и понатаму, нели, недостатокот на енергенси, храна и така натаму и така натаму. Значи, секогаш треба да се внимава и секогаш да се направи оне ризичен менеджмент на работи кои ни се приоритетни во државата и кои во случај да ни се повтори некоја одредена криза, да бидеме спремни. Например, ние кога би направиле, например, да имаме државни резерви од 90 дена, а не 45 дена, тоаш би биле многу попредпазливи од некои одредени кризи, да речеме. Да речеме, кога ние би инвестирале во наше индустријско производство, земјоделско производство и така натаму, би биле многу предпазливи кога би имале некоја криза. Кога би направиле некоја подобра платформа на правна, политичка, економска, стратешка платформа, како сакате, некој интегриран елемент кај нас, тогаш и перцепцијата на граѓаните би била постабилна. Нема да ни се случи сликата која видовме пред 3 дена, кога на бензинските пумпи имаше редици чекање од коли, нели? Или пандемијата, ја знаете, со маслото, па потоа, нели, сите тие други работи. Тоа треба да даде некоја вид на сигурност на граѓаните, да биде предводник на некоја сигурност на граѓаните. Но сега е така како што е, условно кажано. Еве сега во овој момент, дали би била актуелна или добра мерката некое ограничување на маржа веднаш, да се каже, да не се чека, затоа што еве веќе има реакции по социјалните мрежи, добро што седнавте вчера со трговците, ама трговците веќе ги качија цените. Дали може би тоа, дали може би за бензините веднаш треба да се намалат акцизите. Значи, дали е сега некој момент или се уште треба малку да се почека? Вака сега, ние имавме една мерка, ние имавме едно пресметување на цената на чинење на енергенците на дневно ниво, така? Особено на нафта, нафтените деривати и така натаму. Мислам дека пребрзо реагира со тоа што почна да го калкулираат неделно, да ги пресметуваат цените на чинење на нафтата, затоа што, знаете, однена се створи еден вид на паника, дека нели светската берза на нафта оди се покачува, па одма тоа ќе влија врз граѓаните. Ако се направише дневно, да речеме, или да се ставише некоја квота, ако се оди над 5%, 6%, 7%, покачување на цената на чинење на нафта, тоаш би имале некоја поголема пресметка на чинење на нафтата, со тоа што ударот врз граѓаните би бил помал. Зошто го велам? Од претходни искуства, нели? Тоа не го велам само дека таа перцепција, тој психолошки нагон на граѓаните се види во цената на чинење на елементарните производи, а сега ги гледаме и во нафтените деривати. Кога еден граѓанин може да постави легитимно прашање, кога толку брзо ги потрошија нафтените резерви, нафтените компании, одма снема тој ден нафтени деривати во бензинските пумпи. Одеднаш снема.
Ова е прва паника. Втора паника, да речеме, кога се покачаат цените на чинење на одредени елементарни производи во маркетите, кога набавките не се прават од ден на ден. Знам, тоа многу е не фер, не фер да се направат вакви потези. Но тука се остава тој период на слободно толкување на ајде да речеме, на тие регулативи, или слободно толкување на менаџментите на тие компании да можат секако да направат, нели, да не може да точат поише од толку литри бензин, нафта, граѓаните, па не знам, во некоја бензинска пумпа ненадејно снема нафта, па потоа во рафтовите ненадејно да снема некој производ, па после да... Значи, тука е тој системски недостаток кој што се појавува кај нас цело време. Значи, видите, ја уште еднаш го спомнав овде, не можете физички вие се да видите. И ги викаме луѓето, преговараме со нив, седнуваме, мислам, во ера на дигитализација, во ера на кој што во милисекунда може да се најдат сите податоци, да вие седнувате и да барате goodwill од некого кој што вие, да речеме, од другата страна, кој што не го почитува тоа до крај секојаш, мислам дека не е веќе не е коректно да се продолжи со тоа. Туку да се видат сите да се видат кој прави нефер трговски практики во државата, зошто се прават тие нефер трговски практики во државата и соодветно да се казнат. Кога викам соодветно да се казнат, се мисли на не овие казни кои ги дава пазаниот инспекторат или нели трудова инспекција или кој друг или УЈП инспекциите кои се наоѓаат, туку да се види колку тие во моментот остваруваат профит или обртни средства во нивните компании, па да видиме како се прави. Мислам, видите, ние живееме во економија на отворени пазари, на квоти на кои се знае претходно колку во оваа држава се потребни и литри нафти, не викам тонажи, се знае колку во државата се потребни некои продукти да се внесат годишно, на годишно ниво и на тоа се прави планирање и пресметка, може да има девијација 1 до 2%, но тоа веќе со новите техники дури тоа се намалува и вие одеднаш да снемате некој производ на пазарот. Аргументите што тие ги видоа еве од пазарниот инспекторат е дека веројатно тука на вистина има влијание, дека 3 до 4 пати повеќе се трошеле во тие денови нафтените деривати во однос на претходниот период. Да, точно. Точно е тоа затоа што се прави паника. Значи кога ќе видите, кога ќе имате некоја панична реакција кај граѓаните, тоа е нормално да се трошат повеќе. Но дали тоа трошење понатаму ќе продолжи, така нема да продолжи, затоа што веќе се купени тие производи и дека ќе се потрошат во еден одреден период. Еде сега да зборувам вака, што правиме сега кога еден барел падна на светските берзи, и која перцепцијата дека Европската Унија и другите држави веќе ги научија лекцијата од војната во Украина и Русија и веќе презема многу брзи мерки за да немаме пак некој ценовен или нафтен шок или инфлацијски шок во еврозоната. Ви одма реагира, сите држави одеднаш реагира, дури наоѓаат канали како подобро да стигнат до одредени енергенци за да немат веќе кризи од тие што им се случија претходно. Зборам за сериозни држави. Веројатно сега ќе бидат под притисок и централните банки секаде во Европа да менуваат, да ги искористат нели монетарните инструменти. Очекувате ли можеби таа криза е финансиски да се прелее во смисла на затегнување на монетарна политика? Прво тоа не е веќе финансиска криза, него затегнување, нели, па после можеби повеќе нешто. Не, без неа мислам дека се уште е рано тие. Нивната пресметка не е само на база на дневни политички збиднувања кои се случуваат, туку кај ниве и друга перцепција, други калкулации прават пред да стигнат да затегнат монетарната политика. Не гледам дека би се случило, дури има тие намалување на каматната стапка, имаше Централната банка и мислам дека нема да оди до таму, затоа што видите таму кај нив веќе економијата преоѓа во една фаза на
на рекуперација и нели имаше особено германската економија, па и другите економии, и сега одеднаш не може тие да кога веќе влегуваат во фаза на еден вид на рекуперација, да влезат одма во некоја фаза да ги уништат сепак пак нивните економии. Кај нас монетарната политика е коректна во овие моменти, значи ние сепак имаме инфлација во државата, мора тоа да го признаеме, нели колку беше 2, се очекува 2,8, 2,9 да биде овој квартал, што не е пак 2,5, нели по планираните по тоа што го планира централната власт. Значи сепак дека ова ќе има некој удар врз таа инфлација, пак ќе има, за жал ќе има кај нас, и тука се создаваат оние импликации кои нас не се случуваат. Како да се заштити стандардот на обичниот човек? Еве тука можеби стигнуваме до минималната плата. Што е вашиот став во ова време? Дали треба да се зголеми минималната плата еве на барањето, на синдикалното барање? Да кажам 600 евра или па некоја барем 500, не знам. Вака се, убаво се сеќам на колумната која направи во Слободен печат, која реков дека минимална плата е таа плата која на еден работник го прави да не биде сиромаш. Но тоа за да видиме од една страна колку тој може да биде сиромашен или треба да имаме некој стандард, некоја потрошувачка кошничка, ние нарекуваме, односно некој индикатор на кој се покажува колку чини тој квалитетен живот на еден вработен. Сега во многу држави под минималната кошничка или потрошувачката кошничка се прави во многу видови, наречеме. Имаме минимална потрошувачка кошничка, оптимална потрошувачка кошничка, имаме луксузна потрошувачка кошничка. Намерно ова го кажам, зошто? Затоа што сите политики, буџетски политики се базираат токму на овој стандард на живот на граѓаните, така? Сега, зошто го велам? Затоа што сите тие минимални кошнички параметар ќе дадат понатаму да се креира буџетот, дали би бил развоен или трошковен. Сега, во таа минимална кошничка државата допринесува многу од социјално загрозени семејства кои би можеле да бидат таму, на тоа што ќе им даде бесплатно здравство, бесплатно образование и така натаму, па се до дури транспорт во некои држави тоа го направи. Затоа тоа е многу добар параметар да се направи таа минимална потрошувачка кошничка, кој еве вие ми спомнавте дека кај нас Заводот за статистика до 2012 ја правеше таа, но зошто да не ги направи овие кошнички понатаму? И сега врз база на тие ние може да пресметуваме колку би земале минимална или оптимална или оптимална плата за вработените, затоа што во економија минимална плата не е добар параметар. Мислам, не е никаков параметар, да речеме. Нас ние како параметар или односно индикатор ние просечната плата во државата. Врз база на тоа креираме политики, нели? Сега тука се направи еден вид на, ајде да речеме, овде не можем никако да го, и ја не можем да ја сваќам, дури и логиката и на Сојузот на стопански комори на Македонија, па дури и на другата страна владата и работодавците, да не може да седнат и да разговараат што е таа минимална плата, како да ја направиме таа минимална плата и кој е тој животен стандард на кој што би ги дали на граѓаните. Зошто го велам? Затоа што со секој подобрен квалитетен живот на граѓаните се подобрува и економијата. Така, значи, ние како што полека би го направиле квалитетен живот на нашите граѓани, ќе имаме и економски раст и развој. Од друга страна не може да имаме. Која било од овие страни да биде оштетена, ние ќе имаме сепак ќе имаме штета врз самата економија. Зошто го велам? Например, владата нели собира даноци, придонеси и така натаму. Работодавците сакаат квалитетна работна сила и изголемување на економскиот импакт врз нивното работење, од друга страна граѓаните, односно работниците би барале некој подобар квалитетен живот, односно добар стандард да направат, за да можат потоа во исто време да бидат и потрошувачи, нели? И тука тој триаголник треба да функционира многу подобро. А ние што слушаме? Слушаме две спротивставени страни, значи од една страна синдикалците, од друга страна работодавците, и тој арбитарот вели вака: вие договорете се, кога ќе се договорите, а се тоа го прифаќам. Тоа е многу нефер. Зошто го велам? Затоа што
не може тоа да биде некој гладиаторски меч на кој што тој што умира, тој што преживува во таа работа, одиме понатаму со него соработуваме. Арбитарот става правила на игра. Значи, кога бие ни поставиле тие правила на игра со минимална потрошувачка кошничка, со средна потрошувачка кошничка, со луксузна, тогаш би имале некоја подобри политики и во фискална политика, и во монетарна политика, и во макроекономски политики, и во социјални политики и така натаму и така натаму. Значи, тука ние цело време некаде не се наоѓаме самите себе си. Очигледно тие со минималните плати во овој момент би биле повеќе заштитени, бидејќи некако ние живееме во еден грчи, во еден кризен период, како што кажавте, од 2008 наваму. Па видете, цело време. Кога ми поставуваат прашања за минимална плата, дали стеза некоја таа минимална плата од 600 евра, многу некоректно како економист да речете ние ги сакаме тоа да го прифатиме, а од друга страна знаеме нашите граѓани каков им е квалитетот на живот. Значи многу е некоректно да се дадат некои одредени паушални изјави за овие работи. Значи затоа ова не е војна само на синдикалците. Ова би требало да биде проблем, стратешки проблем и на сите чинители на општеството во нашата држава. Кога спомнавме полнење на буџетот, сега повеќе ќе се наполни барем од вредноста на сите производи и од вредноста на нафтените деривати. Па да, но се очекува ли нешто да се врати назад? Дали некои мерки конкретни, можеби за најранливите? Тука е проблемот. Видете сега, вие тие милиони кои ќе ги земете од народот, од акцизи, од данок на додадена вредност и така натаму, ќе треба да им да осмислите начин како тоа продуктивно и креативно да им ги вратите. За да можете и тие да не го чувствуваат тоа. Од искуство гледано тоа не се прави. Значи, од искуство гледано тоа не се прави. И сега тука е проблемот, тука треба да се најде таа средина, дали да ги намалиме акцизите и данок на додадена вредност за нашите граѓани и економии, и за компанија го велам, да имат повеќе средства за да може да инвестираат во додадена вредност на економијата, или тоа да го ставиме државата да го направи, таа да ги собере преку даноци и акцизи, па таа нека создаде додадена вредност кога би било тоа потреба. Тука сме ние во тој да речеме во тој јас. Сега ќе собереме повеќе пари, убаво е, затоа што немавме пари, нели? Се сеќавате, ние немавме реализација на буџетот на приходната страна до 8%, што е на вистина голем износ во апсолутна бројка. Сега им се даде шанса да ги вратат тие средства, да видиме како ќе ги употребуваат, да видиме коректни буџетот за капитални инвестиции е направен оптимален, не е некој да се направи некој нереален капитални инвестиции, да ги стаја реални бројките, да видиме како ќе ги реализират, би требало да ги реализират, но има уште многу работа да се направи. Дали сега е момент во вакви кризни времиња повеќе да се јакне таа јавна потрошувачка, јавните инвестиции, или пак? Кај нас, јас сум од оние економисти кои секогаш го барам таа златна средина. Видите, ако ние инвестираме во јавните трошења, во капиталните инвестиции, тогаш би направиле таква инфраструктура кон компаниите кои што би биле конкурентни на меѓународниот пазар, а и внатре би ги зајакнале нашите компании. Но дали тоа се прави? Дали нашите капитални инвестиции реално допринесуваат кон зголемување на растот и развојот на нашата економија? Од друга страна, немаме политики на кои што ние да направиме компании кои ќе бидат конкурентни на странските пазари. Ова може би е дрско кога го кажувам, но во секоја ваква криза може да најдеме ние можности за нашите компании да бидат конкурентни на пазарот. Значи, мора тоа да го направиме. Тоа стратешка цел треба да ни биде. Значи, кои ни се приоритети во државата за да може да направиме некоја економска вредност, додадена економска вредност, да можеме ние да бидеме конкурентни на пазарот, па бил тој и регионален пазар. Значи, балканскиот пазар, во некои производи да можеме да бидеме конкурентни. Тоа не ни се случува нас.
Значи, за жал тоа не ни се случува и затоа доаѓаме во оваа ситуација која, например, ми имаме зголемен трговски дефицит на одредени производи, имаме зголемен трговски дефицит на некои производи кои што ние може да ги направиме во нашата држава, да нема потреба ние да направиме некој трговски дефицит со државите на кои што, да речеме, за овоше, за зеленчук, за такви работи на кои што ние може сами овде да произведуваме, повеќе од тоа колку што е произведено тука. Сега, како да ќе се посегне по тоа? Тие капитални инвестиции, тие јавни трошења по субвенции, како таа политика ќе направат понатаму, тоа треба да се види. Очигледно ова трошковна субвенција на која што им се дават паушално не функционира. Значи, дали ќе се оди на субвенции на резултати, па потоа да се субвенционира тие производи, очигледно оваа политика некако не функционира. Во секоја криза најважно е стратешките производи. Ја гледаме со секоја криза дека најважно е да ги имаме стратешки производи, лекови, храна, инфраструктура. Тоа не е. Така. Господин Бауш, ви благодарам што бевте овие 20 минути со нас. Се надевам дека следниот пат кога овде ќе зборуваме нема да има никаде геополитички тензии и кризи и дека ќе се зборуваме само за внатрешни проблеми како да ги решиме. Да, добро, сега да сублимираме некои работи. Значи не сме ние во некоја катарзис, не влегуваме во некоја да нема, значи во некоја ситуација економска, ние економистите знаеме да бидеме предпазливи и кога економијата би била во некој економски раст и развој, да бидеме предпазливи, но на вистина треба некои работи да се стават во ред, па да имаме некој вид и ние нормално, значи нормален од на економски раст и развој во државата. Така, благодарам уште еднаш, благодарам и на моите гледачи и слушатели што беа овие минути со нас.